Време е за последната денешна тема во Македонија денес. Повторно сме во еден креативен свет, свет би рекла на забава, меѓутоа на нешто што го одбележува денешниот начин на живење, денешното време. Убаво кажа Сања. Се враќаме од минатото, се одиме многу понатака. Да. Социјални мрежи, тоа е нешто без кое што веќе на некој начин и да не можеме да си го замислиме животот, заради тоа што иако на почетокот почнаа да постојат со цел малку повеќе да се забавуваме, сега нашите обврски некако дури да не можеме да ги разделиме од социјалните мрежи, така што не име основната и единствена улога забавата, ни стануваат се повеќе и повеќе неопходни. Меѓутоа, иако пред се возрастните можам да кажам повеќе го критикуваат овој наш начин на живење, употреба на социјални мрежи, затоа што тие го карактеризираат во поголема мера како губење време, сепак еве денеска ќе говориме за една убава и креативна страна, значи начин како можеме и паметно и корисно да ги користиме овие социјални мрежи. Секако дека социјалните мрежи се наше секојдневие, многу секако ги користат за не така корисни работи, но кога сето тоа е полезно и сето тоа се насочува во еден вистински правец и може на вистина да биде корисно како за едукација и за одење понапред, секако добивање информации од прва рака, следење и запознавање на пријатели, тоа беше можеби едно од основното нешто поради кој започна, но сето тоа се развива од секој ден се повеќе и повеќе. Facebook можеме да кажеме дека се уште е број еден социјална мрежа, но тука блиску до Facebook секако е Instagram. Многумина од корисниците на Instagram постојано секојдневно нешто постираат, поставуваат фотографии и најразлични секако содржини кои што ги споделуваат со своите пријатели. Во Македонија има навистина голем број на Instagramџи, меѓу кои сме и ние секако, секојдневно поврзани преку оваа социјална мрежа, но во студиот имаме двајца Instagramџи кои што на навистина можеби да кажеме ете така еден корисен и интересен начин ја користат оваа социјална мрежа. Да, време е да им посакаме добри ден на нашите гости, а тоа се Филип Ѓорѓиевски и Петар Аврамовски. Добре ни дојдовте во Македонија денес. Добре ве благодариме, добре ве најдовме. Да, ќе започнеме од тоа колку и вие се согласувате со нашата најава. Социјални мрежи, веројатно како и секоја друга работа, и позитивни и негативни страни, меѓутоа наше е како ќе одлучиме да ги употребуваме. Вие сте меѓу оние кои што имаат и позитивна страна од тоа што постојано се на оваа социјална мрежа, па кој би бил еве најнапред вашиот коментар? Првин да се заблагодарам што ни обезбедивте така, што ни отстапивте дел од вашиот етер и да ги поздравиме вашите гледачи. Што се однесува до најавата беше сосем на место и јас мислам дека дефинитивно зависи од самите корисници како тоа ќе го насочат нивното внимание и како нивниот активизам на некој начин преку социјалните мрежи ќе го поттикнат да се развива и како тие ќе делуваат врз општеството и оние барем луѓето што ги следат. Дефинитивно социјалните мрежи ни дадоа еден простор каде што можеме ние самите да се изразиме, да ги искажеме нашите мислења, ставови, дефинитивно и погледи, така да сепак зависи од нас како тоа ќе се имплементира и дали од тоа ќе направиме нешто корисно и нешто што може да испаднете како добра идеја. Се согласувате? Да, значи дефинитивно Инстаграм премина во еден страшен технолошки гигант кој премногу сега има 600 милиони активни корисници баш на таа мрежа и ние го имаме одбрано тој медиум како начин на изразување. Воедно се вели дека Инстаграм е најсреќната социјална мрежа на светот затоа што 1 билион фотографии на ден се срцкаат. Така да е еден страшен медиум кој многу го посетуваат и многу го користат, посебно моментално што е поврзан заедно со Facebook. Така да е направен еден голем бум. Че кори понапред што се милион срциња, како рековте, и преку милион дневно, билион. Секако тоа се навистина голем број на фотографии. Често се ставаат фотографии од секојдневието, од она што ете во текот на денот можеби правиме, пиеме кафе, често можеме да видиме нели слики од храна, од природа. Секако дека најразновидни фотографии се постираат со најразновидни содржини, секој на свој начин сака да го искаже своето секојдневие, своите начини на изразување. Има доста креативци на Инстаграм, можеме да забележиме луѓе кои што на навистина креативен начин сакаат да постираат фотографии кои што секако не само на Инстаграм може да се најдат и на некој од поголемите изложби. Апсолутно. Кога станува збор за
изложбите што се поврзани со Инстаграм. Моментално ние двајца сме организатори на една таква изложба, баш на Инстаграмџиска изложба. Инстаграмџиска изложба, точно. Значи, Инстаграмџи се сите оние креативци, љубители на фотографија кои имаат нешто повеќе слободно време и се зависници на Инстаграм, кои дефинитивно се препознатливи конкретно низ Македонија моментално. Во случајов, јас и Петар сме организатори на една таква изложба при блогот Инстаграфи. Да го објасниме малку повеќе, ако може, ја се извинувам што ќе ве прекинам, меѓутоа Инстаграфи е еден концепт, блог еве, рековте малку повеќе детали да им биде јасно на гледачите како функционира, затоа што по него следи изложбата, нели? Така, да, значи самата изложба е организирана од блогот Инстаграфи, зад кој стои еден доста успешен и неуморлив тим од околу 10 членови, под надзорство на нашиот главен уредник Маја Танасовска. Инстаграфи беше еден пилот проект кој започна најобично, најневино со фото на денот, со тагнување на фотографии и потоа прерасна во еден препознатлив портал во кој можат да се сретнат секакви туторијали, секакви водичи, вести, новости, се што е поврзано во светот на фотографијата. Да, светот на фотографијата тоа е нешто врз кое што се заснова Инстаграм како апликација. Меѓутоа убаво кажа Сања, секој тука си има свој простор, може да си има свој простор и профил и да постира тоа што смета, тоа што мисли дека сака, тоа што го прави и така натаму. Сега ме интересира вашиот коментар околу тежината на самата фотографија. Дали можеби социјалните мрежи, Инстаграм на прво место кажав зошто, меѓутоа и останатите, можеби малку го нарушува тој концепт заради тоа што познавам фотографии кои што професионално се занимаваат со оваа работа и навистина им пречи кога гледаат фотографии кои што можеби не се постираат со некоја посебна цел и воопшто не запазуваме нели она што се нарекува композиција кога во прашање фотографијата. Така, нормално сега, само да се надоврзам на тоа, нели, и како и кај писателите ги имаме оние што се секогаш познати во светот и оние што никогаш не мрнале од нивните почетни книги, така да тука е Инстаграм ја нуди таа платформа луѓето слободно да се приклучат на неа, да направат некоја фотографија и да ја објават таму, со оглед на тоа што колку самите тие се образувани, толку од тоа зависи директно и самата квалитетот на самата фотографија. Мислам дека Инстаграм и конкретно македонската сфера на Инстаграмот доста успешно го следи тој тренд на објавување на корисни и добри фотографии кои што се запазени со добра композиција, добра тематика, идеја позади самата фотографија. Така да мислам дека тука нема некој простор да кажеме дека да имајте дека самите фотографи се засегнати, дека некој им представува конкуренција сето тоа. Сметам дека тие што се добрите фотографии, нели, добрите постови на Инстаграм секогаш се популарни, не само покрај нашите инстаграмџи кои не следат, туку и во сферата на Фејсбук и често се промовираат и преку другите веб блогови и сајтови. Да. Нели, само да се надоврзам на сето тоа, секој почнува од нула, нормално знаењето, никој не се родил со некое знаење за нешто и во текот на животот учиме, така да и фотографијата е нешто, ако е во поле на интерес наш, може да се научи и нормално и мојот и неговиот развој во текот на ова време кое го користиме Инстаграм се забележува како сме ги развивале фотографиите од почетна. Ако не ги бришеме старите фотографии, ќе се забележи разликата. Тоа е едно по еден хронолошки распоред, дури некогаш е смешно како почетните фотографии до тие сега изгледаат, така да не е ништо страшно, се учи и може да се постигнат неверојатно добри ефекти на Инстаграм, нели? Да. Кажете ми, доста фотографии ве гледаме на вашиот блог, колку се запазува сопственоста на фотографијата која што е споделена, затоа што не секогаш постираме слики можеби кои што се изработени од нас самите, кои што самите сме ги направиле
и правата како се заштитени на фотографиите кои што се наоѓаат на профилите. Така, значи дел од самите фотографии тука се на нашиот Инстаграм профил, тоа се фотографии на инстаграмџи со кои што имаме направено интервјуа. Тука се дел од некои предизвици, уметници, како на пример Дредпен, кој што во скоро време го интервјуиравме, па направивме негово интервју и нормално превзедовме некои од неговите фотографии, што се однесува директно до фотографиите. Нели на нашиот блог тие се запазени како постови на Инстаграм, така да мислам дека тука во тој сегмент не постои нешто дека ние му ги превземаме фотографиите, ние само ги користиме за нивна промоција и веројатно нели убаво звучи кога некој ќе ви испромовира на нивниот етер и ќе дознаат повеќе луѓе за вас, така да досега хаштаг ќе го искористат инстаграмџи. Дефинитивно што се однесува до хаштагот за време од една година. Не е ни цела година, стигнавме до 30.000 тагнати фотографии, означени фотографии, тоа ви е чисто како за аспект да се земе, како цела пример Гевгелија да тагнала по една фотографија на нашиот хаштаг, така. Супер не е мала што ја земавте Гевгелија, да, се надам дека за многу скоро време и цела Македонија ќе го искористи хаштагот Инстаграмџи. Ние сега можеме да апелираме до оние кои што не гледаат да направат фотографии на Инстаграм, да го искористат хаштагот Инстаграмџи со кирилична поддршка. Инстаграфи ТК, тоа е хаштагот, така и почнавме со латинична поддршка, така први на почетокот беше домен, после тоа се префрливме на нет, па така остана како препознатлив акроним за нашиот блог, така да Инстаграфи така слободно тагнувајте таму фотографии и веројатно тоа ќе бидете забележани дефинитивно, пошто ние секој ден онака активно го следиме тој нашиот хаштаг. Па и некој од изложбите секако можеби ќе пронајдат некоја своја фотографија, би било тоа одлично за развој секако и на и за дружење пред се надвор од социјалните мрежи. На оваа изложба секако дека можеби многумина кои што се познаваат преку социјалните мрежи ќе успеат да се запознаат и лично. Се надеваме, нели, тоа е целта на затоа се викаат и социјални мрежи за луѓето, не само преку виртуелен свет да се социјализираат, туку и во една реална средина да се видат, запознаат, така, да споделат своји мислења, своји знаења и верувајте тоа звучи вака добро, а многу е поинтересно кога ќе се имплементира во реалност. Да. Тогаш кога влегуваме во нечи Инстаграм профил, веројатно тој говори за него. За побава да ме сватат гледачите, не мора да значи дека таму мора да се поставени фотографии од лично нас, каде што ќе не видат како изгледаме и кои сме. Има и такви профили каде што не гледаме личноста, нели, чие што е тој профил. Меѓутоа претпоставувам дека секој постира нешто што навистина сака да го сподели со останатите, без разлика на кое ниво е, дали некој се грижи како се тоа уметнички изгледа или не. Секој избира што ќе постира. Колку сметате дека еден Инстаграм профил може да биде вистинска слика за некоја личност или барем дел од неговата личност, или можеби многу повеќе некоја лажна слика која што ние ја создаваме во нашата глава, па тогаш кога, како што кажа Петар, ќе ја запознаеме таа личност малку не се совпаѓа она што претходно сме го мислеле со она што ќе го видиме пред нас. Доста интересен аспект, затоа што главната поента на почеток на Инстаграм, на самите Инстаграм профили беше да се објавува во моментот на фотографирање. Значи нашата гледна точка да ја објавиме во одреден момент, директно од телефонот, да ја објавиме, но сега како што напредува и еволуира самиот Инстаграм, толку стануваат уметнички фотографиите што ние не сме свесни која е позадината на самиот автор. Твои Сања го напомена, да. Да, не сме свесни затоа што ние имаме често навика заедно со Петар да имаме подготвено доста фотографии однапред и постојано да ги постираме во случај на што и да се случи, да бидеме во тек, но личните фотографии на личните Инстаграм профили не значат ништо, затоа што едноставно се изразуваат самите артисти и не постои никакво значење доколку е објавена неговата лична фотографија. Дополнително, ние двајца, кога го разгледуваме постојано нашиот хаштаг, сме многу критични и такви селфиња, да се изразам, воопшто не ни значат ништо, затоа што дефинитивно бараме нешто креативно
креативно, нешто различно, нешто да застанам на таа фотографија и да речам како мене не ми текна на ова, секоја му чест на авторот. И тоа ни е од големо значење нас. Самите селфиња, самите кафиња објавени не значат ништо се додека не си славна личност. И тогаш во тој случај дефинитивно ќе летаат срцки, ќе има еден куп на следачи. И другите ќе сакаат да пијат такво кафе, да апсолутно. јадат таква храна. Во секој случај тоа до некаде се сложувам со тоа, ама мислам дека и ако имаш добра фотографија на некое кафе така сликана да има еден добар приказ нормално или некое добро селфи што така ќе застанеш и ќе речеш стварно онака добро делува, така да во секој случај тие можат понекогаш да изгледат квалитетни дури и да не така малце на позитивен начин за препастат, ама сепак онај уметничкиот, инспиративниот опис на авторот врз фотографијата е она што се целиме кон тоа, така. Така, дефинитивно. Во секој случај голем број, како што рековме, на луѓе ја користат оваа апликација на Инстаграм, голем број на различни карактери за различни цели. Во секој случај хаштаговите помагаат многу лесно да наоѓаме фотографии со содржина која што нам лично не интересира и би сакале да погледнеме. Еве, доста се интересни фотографиите, би рекла, кои што представуваат одредена природа, одредени градови, локации, улици, затоа што фотографијата може на многу поубав начин да ни прикаже некоја уличка или некој дел од градот за кој што и немаме таква убава слика кога секојдневно поминуваме и нашето око тоа не го забележува, но како што и кажавте, во секој случај ќе се запрашаме во тој момент како јас не се сетив да го видам тој агол од улицата и тука се поттикнува креативноста и кај останатите следачи на Инстаграм. Па веројатно сега малку поинаку шетаме по улиците, гледаме нешто со окото да уловиме, да фатиме и да направиме таква фотографија како вие велите, која што ќе собере голем број на срцења, а можеби ќе биде и шерувана затоа што секако сега и таа опција нели ја имаме. Да, значи само да надополнам со таа креативност, со таа нова гледна точка на што и да е, што може да се креира уметнички, се зголемува и самата конкуренција. Зошто после оваа направена креативна фотографија да не направам јас и подобра од неја? Се зголемува креативноста и се зголемува конкуренцијата, што тоа нормално е во наша полза и дефинитивно ни е цел. А и има она фраза стара дека една фотографија вреди милион зборови. Јас би го кажал тоа на еден поинаков начин. Фотографијата е само визуелно глаголење на нашите погледи и мисли и дека тоа уствари во секој случај го одразува она што ние нашиот поглед на светот и како ние сакаме да изгледа и да го прикажеме пред другите. И тоа може да биде најобично место што ние имаме некои посебни емоции кон него, кон тоа место или дека имаме некои мемории поврзани со тоа, па сакаме да го доловиме на најубав можен начин, така да сето тоа зависи од погледот на авторот, нели? Така е. Каков ќе биде вашиот коментар за тематските профили, таму каде што кога ќе отвориме некој профил, до некаде и знаеме што не очекува, затоа што авторот забележува едни исти нешта или тематики, предмети, личности, како и да е, па тука имаме и специфични бои кои што ги употребува, значи точно тој профил си има свој печат. Ви се допаѓаат, предпоставувам? Што се однесува за тематските профили, дефинитивно ми е погодено тоа прашање, затоа што баш јас пишував блог на статија на нашиот блог, баш на таа тема и таа статија беше доста успешна, затоа што согледуваме доста тематски профили кои јас конкретно многу ги ценам, затоа што знам дека кога ќе се објави фотографија од тој автор, без да го видам авторот, знам оваа фотографија е од тој автор. И тоа ми годи, затоа што има цели тематски профили со топли фотографии, со снежни фотографии, архитектура постојано и тие се многу препознатливи, многу ги ценам и многу ги уживам. Баш таквите профили. Така, и од другиот, извинете што те прекинувам, од другиот аспект морам да те надополнам дека тоа делува вака на изглед дека го се овој се му е исто на профилот, а верувајте дека не е така заради тоа што треба да ги пронајдуваш тие фотографии, да ги фотографираш, да ги обработуваш и сето тоа да одземи многу време за да го креираш таквиот тематски профил, така да секоја чест на тие автори кои што се трудат толку и тоа е, не би рекол губење, едноставно
посветување, да, дефинитивно посветување. Онака како што сакаме и за тоа што така, сакаме, да. Креативно во секој случај ќе ги поканиме и гледачите секако кои што не следат, доколку сакаат да дознаат нешто повеќе за Инстаграф и изложбата на Инстаграмџи, можеби на некој доколку нешто им е нејасно, секако тука се Филип и Петар да ви дадат одговори. Понатаму секако да зборуваме за изложбата која што секако по година дена постоење нели на вашиот блог има еден хуманитарен карактер, а нас тоа многу ни се допаѓа кога гостите кои што доаѓаат кај нас во студио се хумани и сакаат со нивната работа и она што го прават да допринесат онамо каде што навистина е потребно, заете и на тој начин секако да се промовираат како општествено одговорни инстаграмџи, ја ви рекла. Тоа мислам дека и најдобриот опис општествено одговорни инстаграмчи заради тоа што едноставно јас така имам. Може за хаштаг да го искористите, ама авторските права на Сања ќе припаѓаат. Така, точно така. Не е проблем за тоа. Сакам да кажам дека тоа што Инстаграм според мене и треба така како една социјална мрежа да делува, да носи некои општествено позитивни карактеристики, да носи такви резултати кои што ќе помагаат на околината. Ние започнавме таа идеја дека оваа изложба ќе ја посветиме на тоа и дека сите пари што ќе се соберат од продадените фотографии кои ни ги дозволија самите автори да за таа намена, нели сите беа посебно прашувани дали се согласуваат на тоа, решивме да ги донираме во хуманитарни цели поради тоа што забележувам дека секој ден се појавува по некој апел за некое болно лице или некој што му треба лекување или сиромашни семејства и сето тоа, така да мислам дека најдобрата цел на трудот и љубовта што имаме вложено во оваа една година во креирање на овој блог дека најубаво се исплати на тој начин. Ќе се заокружи на еден убав начин. Така, точно. Да. Каде ќе биде оваа изложба? Дали можеме да кажеме за да поттикнеме што поголем број на секако вака, се насмеавме од причина што на почетокот кога планиравме изложбата не очекувавме дека ќе има толкава заинтересираност. Значи веќе нема место да не кажуваме каде ќе биде. Не, слободно, значи најслободно. Тука сакам да им порачам на гледачите и на сите оние што не следат дека изложбата ќе се одржи на 16-ти овој месец. Тоа е наредниот четврток во концепт 37 во место веќе многу добро познато така, за вакви цели. Тоа е едно добро познато место кое што мислам дека на сите кои креативци им дозволува простор да се изразат самите себе си и нормално таму ќе биде место до 21 часот е почетокот. Нормално ќе трае не знаеме до кога, ќе имаме една одлична поддршка од македонскиот колектив, музичка поддршка од Цирилик, тие ќе бидат одговорни за атмосферата. Очекуваме така голем број на инстаграмџи, луѓе, другари што добре дојдени се сите, така? Дефинитивно. Првенствено поради тоа што да погледнат што ќе се случува, другиот аспект е нели да си купат некоја фотографија и да бидат хумани. Да. Ве прашавме да ни споделите со нас многу мислење околу оваа социјална мрежа, меѓутоа не ве прашавме како изгледаат вашите Инстаграм профили. Како барем сакате да изгледаат, веројатно секој ден тоа се надградува, меѓутоа со зборови ако треба да објасните што можеби вас ви е најинтересно, што можеби вашето око најмногу сака да гледа и тоа да им го пренеси на другите, да го евидентира и да го пренесе. Нашите профили би биле доста време потрошено. Не знам залудно или не залудно. Не, дефинитивно не е залудно. Не е залудно. Некој време инвестирано, тоа може да го кажеме од друга страна. Да, дефинитивно. Јас сум љубител на драма и обожавам да креирам драматични фотографии кои не изгледаат така во секојдневниот живот и тоа сценарио, таа ситуација која ја замислувам со мои очи, не може да се сретне затоа што самите обработки на фотографиите се доста темелни, доста драматични како што наведив. Дополнително, еден интересен факт кој морам да го споделам е тоа што постојано фотографираме со мобилен телефон, затоа што моментално и двајцата имаме една тегла со парички и собираме за фотоапарат. Така тоа како во филмовите, како во некоја fairy tale приказна, нели, дека тие финансиите моментално толку ни дозволили, ние пробуваме да го искористиме тоа максимално, односно пробуваме мобилниот телефон да го искористиме максимално, неговите можности да креираме некоја добра фотографија. За разлика од него, јас сум тој што е малку пореален
можеби повеќе. Јас сум Инстаграм. Има не, баланс? мојот поглед, видете, мојот поглед на светот и на фотографијата е онака како што изгледа, додавајќи му некои помалку импресионистички тонови во самите фотографии, нели сакам. Си кажа Филип, тој е драматичен, така Да, не коментираме повеќе тоа, си кажа каков е неговиот профил. Јас сум пореален, дефинитивно, во зависност од мојата инспирација во моментот, понекогаш сликам некои згради, некои, не знам, катни гаражи, како во последно време, кај што тоа го поурбани тематики, некогаш е природата во прашање се во зависност од како моментално сум инспириран. Имаме едно прашање, не знам колку имате информација, хаштагот е навистина интересен. Кој е најупотребуван хаштаг на Инстаграм? Дали знаеме на светско, Или на барем глобално кај нас? ниво? Да, можеби ако не кај нас. Кај нас Инстаграмџи дефинитивно. не, ние моментално нашиот хаштаг е на 7-мо место по најупотребувани, најозначувани. Да. Тоа е повеќе од очекувањата, така. Да, значи најочекувани заедно со колегите од Reborn, тие се уште колеги од друг блог, но доколку не се лажам, хаштагот Скопје, мислам дека е најкористен хаштаг со околу 260.000 фотографии. А што се однесува на светско ниво, не може да се одреди точно затоа што има се и по милиони, и по милиони фотографии има и ако ние викаме дека кај нас изборот е тежок на нашиот хаштаг, замислете што се случува кај нив. Така е. Има голем избор сега. Да, генерално. Што се однесува до другите хаштази, многу се користени Инстаграмџи, нашиот Инстаграф и така, нели кажавме 7-мо место го имаме Streets of Skopje, улиците од Скопје, тоа е исто добар хаштаг, го имаме Ревошот и тие се и наши колеги што работат исто така со блог и со фотографија, така да сега искористите на Сања да не го забораваме. Македонија денес, веднаш на завршувањето на емисијата, надам дека ќе го развиете и ги развиете овие хаштагови. Ќе ни биде дополнително задоволство. И обштествено одговорни Инстаграмџи. Така е. Сите на 16 со овој хаштаг секако да допринесат за помош на секако некому кому е потребна, вие секако ќе одлучите каде ќе отидат овие собрани средства од хуманитарната изложба. Уште малку сакам да го објасниме моментот околу предизвиците. Фото на денот, тоа се предизвици каде што вие избирате фотографии, според моите тука податоци, вообичаено 30 дневни предизвици, можеби тоа е еден. Како и да е, вие да ни ги објасните, пред се ме интересира како ги поставувате и темите кои тоа го прави, за да ги предизвикате сите инстаграмџи, па да се борат кој ќе биде најдобар, најкреативен. Така, значи на почеток започнавме во септември, ако не се лажам, да. 1 септември беше првиот 30-дневен предизвик, каде што имавме точно 30 теми и по консултација со главниот уредник ги најпрво при крајот на август ги предложивме сите тие 30 теми и на првиот ден од самиот предизвик го објавивме предизвикот и кажавме дека сите се добре дојдени, сите можат да учествуваат со користење на нашиот хаштаг нормално. И секоја одбрана фотографија од тој предизвик ќе биде дел од изложбата и ќе биде наведено дека самата фотографија потекнува од тој 30-дневен предизвик. Дефинитивно ни беше интересно, затоа што имаше многу фотографии и многу различни теми. Еден интересен факт што постојано го наведуваме со Петар е што кај еден корисник на неговиот Инстаграм профил забележуваме некоја најнеобична, да не речем ужасна фотографија од некое кафе на своето биро, пред мониторот и со објавувањето на тој наш предизвик, наредната фотографија веднаш забележуваме дека му е доста квалитетна, дека тој корисник има доста потенцијал доколку се поттикне, доколку работи под притисок. А нашата цел во сето на тоа беше да ги дух, тоа што го има ги поттикнува да бидат квалитетно да креираат, да. Хаштаг Македонија денес, хаштаг Телевизија 24, хаштаг Инстаграмџи, хаштаг Добар ден за следниот гледач, кој ни се јавува? Добар ден. Повелете во програма сте. Поздрав до вашата емисија. Ви благодариме. И поздрав, честито 6 години прекрасни и прилози со вашите колеги новинари. Ви благодариме многу. И
Јас се јавам од Скопје и се бавам со наука, со астрономија, со природа, со така натаму, и јам као национален географик, прекрасни преку 10.000 фотографии, љубител на природа, на заценување на сонце, на транзиција, на неверојатни фотографии, па колегите, не знам што телефон имаат, да речам да дојдат да се видим или ја да појдам во което здружение и да не кратам, значи се нудам со огромен потенцијал, можда преку 20 години се бавам со фотографија, а едно прашање до вас, господја или господица Сања Савеска, јас сум многу долго време пријател, почетокот со, да речам, Рон Хабард со господин Костич, кој почнуваше со тоа, со алтруизам, со љурта, со депресијата, со Сепреганов, колегата, напишал стресот, така натаму, па ми се изгуби, ја живеа во Ченто, ми се изгуби телефонот со буклавите. Оставете го вашиот број во секој случај по завршувањето сега со нас овдека во студиото во режијата, ќе ви сконтактираат и момците кои што се во нашето студио, а секако ќе го добиете и бараниот контакт. Ви благодарам за јавувањето. Благодариме. Национална географија е нешто што навистина е голем предизвик. Тие фотографии таму кои што ги гледаме се нешто можеби што верувам дека секој фотограф го посакува да го направи, кој што се занимаваат со таа фотографија. Точно така. Но еве господинот на кој начин може некако да добие поддршка од Инстаграмџи? Вака, јас морам уште од сега да го најавам еден проект што следи понатаму после изложбата и е започнат сега моментално, се вика го нарекуваме фотопатување. И би сакал да ги поканам сите оние што биле се или некаде патувале во некое интересно место во Македонија или посебно во низ светот, да што се љубители на фотографијата, што имаат некоја нивни погледи, добри фотографии, да ни ги испратат, да ни напишат нивни импресии што им се допаднало за тоа место и нормално нашата цел е да им отстапиме дел од нашиот блог за таква промоција. Расположени сте за тоа во секој случај. Така, дефинитивно. Супер. Уште еднаш да ги потсетиме нашите гледачи дека на 16 февруари во Концепт 37:21 часот можат да присуствуваат на хуманитарната изложба на Инстаграмџи, воедно и да се забавуваат, а и да допринесат да се помогне онаму каде што е најпотребно. Ќе има и музика, секако. Ќе има и музика, ќе има и забава. Време е да им се заблагодариме и на нашите гости за тоа што одвоја време да бидат дел од Македонија денес. Ви благодариме и уште еднаш не заборавајте нашите хаштази да ги употребувате. И ние вашите ги запишеме. Дефинитивно. Супер, уште еднаш ви благодариме, посакуваме многу успех секако со Инстаграмџи, секако се гледаме во некоја следна прилика, а ние тука веќе треба да завршиме денешната Македонија денес. Заврши предвиденото време за нашите гостувања, за нашите гости, но секако не завршува и нашата потрага по други интересни теми. Секој ден од 10 до 14 часот со мене Сања Савеска и Јана Серафимова сме тука да ви донесеме интересни теми за разговор. Гледате телевизија 24, имајте убав остаток од денот и не заборавајте дека утре повторно ве чекаме во истото време. Довидување. Пријатно.